Кога медицинските сестри не се таму каде што се носат одлуките и кога не се инволвирани во здравствените политики, имате ваква континуирана борба од ваква позиција како што има Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри. Оно кое што е многу важно е тоа дека ние мора да бидеме таму каде што се носат одлуките. Ние мора да бидеме таму каде имплементирани во тие здравствени структури каде што се носат одлуките, за да можеме медицинските сестри тие најубаво знаат што им е потребно. Ние секогаш имаме нешта кои што се, ако сакате сега и последниот проект кој што се случува во Министерството за здравство, каде што за нас одлучуваат други профили на луѓе кои што се несоодветни, неадекватни и кои што се во самиот процес заради искрено ќе ви кажам сопствени лични хирови и сопствени лични индивидуални некои активности кои што одат на штета на сестринската професија. Едно те истите индивидуи се тие кои што се инволвирани и кои што се као не знам јас во какви се позиции инволвирани во законодавниот дел во структурите. Значи сестрите ние мора да имаме еден сектор за сестринство во Министерството за здравство кој што ќе ги сублимира податоците, сектор за сестринство кој што ќе помогне во тој централен регистар каде што сестрите конечно еднаш ќе се избројат. Срамота е да зборуваме за тоа дека не сме изброени. Кога не сте изброени не можете да ги направите проекциите колку сте потребни. Кога не знаете колку сте потребни, не можете да зборувате за задоволување на стандардите и вашата застапеност во здравствениот систем. Ако не сте застапени како што треба и не ги исполнувате стандардите, значи вие имате неефикасни здравствени институции. Гласот на медицинските сестри мора да биде слушнат во насока на тоа дека незадоволството на работа, значи не се само од личните доходи. Значи ние како Унија, како Сдружение бараме здрава работна околина. Кога зборуваме за здрава работна околина, зборуваме да политичката реторика се тргне од нашата професија, значи да не се поставуваат сестри по политички насоки, значи да се поставуваат професионално, да се поставуваат врз основа на нивните искуства и на нивните да им се признаваат образованието во болниците, да не бројат по национални пребројувања, значи нашите ходници во кои што ние согоруваме секојдневно сите заедно. Никаде не можете да приметите кој е со средно, кој е со високо, кој е од каква националност или кој е од каква партија. Значи нашата работа е каде што суштината на нашето постоење се пациентите, немаме ние време да размислуваме во дадени моменти и во континуираната работа дали сме и од каде сме. Меѓутоа ни се случуваат за жал вакви манипулативни ситуации кои што го рушат дополнително достоинството, а јас би кажала дека кога го немате вие законот, кога не ви е регулирана професијата, многу е лесно да ги манипулирате вака медицинските сестри во болниците.